Добро вечер, почитувани гледачи. Четврток 20 часот е ровен термин за емисијата од областа на здравјето, наше здравје. Како што ви ветевме минатиот пат, и оваа втора емисија ја посветуваме на циклусот емисии за остеопорозата, а за таа цел разговараме со примариус доктор Билјана Велиновска, специјалист во оваа област. Докторки, решивме овој пат да поразговараме со вас за диагнозата на остеопорозата, па затоа ќе ви го поставим првото прашање за ризик факторите на остеопорозата. Како што напомнавме и во првата емисија, коскеното ткиво, иако навидум изгледа статично, мртво, тоа е всушност многу динамично ткиво, во кое што во исто време се одвива и процесот на градба и процесот на разградба на самото коскено ткиво, и тоа се одвива од самото раѓање на поединецот на личноста па до неговата смрт. Токму заради тоа и ние можеме да влијаеме и да лекуваме коски каде што се случуваат скршеници. Остеопорозата како главен ризик фактор од остеопорозата и од незиното појавување или добивање како сакате се главно скршениците. И баш заради тоа ние треба да делуваме на остеопорозата и да ја лекуваме, да ја откриеме на време, па да ја лекуваме за да не дојде до појава на самите скршеници. Кога ќе се посомневаме дека имаме остеопороза? Во прошлата емисија го напомнавме тој фамозен едноминутен тест за откривање на остеопорозата, кој што го имаме поставено во сите чекалници во интернистичката амбуланта во Делчево. Значи, пациентите кога доаѓаат на преглед и консултираат за било каков нивни проблем, би можеле дури седат во чекалната, самите себе да се тестираат и да видат дали постои и најмало сомневање за почеток или за појава или пак за присуство на остеопороза. Значи, само еден позитивен одговор од поставените прашања во тој едноминутен тест сугерира дека пациентот треба да се обрати кај матичниот доктор, а овој од своја страна да го упати кон понатамошни служби за додиагностицирање или пак отфрлање на сомнежот за постоење на остеопороза. Така, граѓаните често знаат да кажат дека многу често се зборува за остеопорозата. Зошто толку многу се зборува за неја? Па токму заради тие скршеници. Ние сите знаеме дека скршениците, освен болката што ја предизвикуваат на поединецот кој што има скршеница, исто така представуваат товар како за семејството и од материјална страна и психички присуството на болен човек во семејството тешко се поднесува, а исто така и за општеството кое што многу троши за санирање или лекување на тие скршеници. Така, коските знаеме дека ги има во голем број во човечкото тело, мислам дека се и најбројни, па така сигурно и скршениците од тие коски се најопасни. Зошто? Од остеопороза, значи највеќе скршеници се јавуваат тие скршеници кај остеопороза на пршлените, и тоа како на вратните, така и на останатите пршлени, потоа на подлактицата и најлошата скршеница по компликации, тоа е скршеницата на колкот. Скршениците на пршлените можеме да ги препознаеме кај повозрастното население по појавата на така наречената грбка. Значи, кога ќе видиме некоја повозрастна жена која што е поднаведната и ја има таа карактеристична грбка, тоа не е од старост, туку од постоење на спонтани скршеници на пршлените, кои што во текот на времето се сплескуваат, се деформираат и доаѓа до појава на таа грбка. Сето тоа исто така е придружено и со многу силни болки. Реков дека скршеницата на колкот е најопасна скршеница, токму поради тоа што таа скршеница води до многу голем инвалидитет и значителен процент на луѓето кои што скршуваат колк дури има и покачена стапка на смртност во текот на првата година, затоа што тоа се луѓе кои што, да не заборавиме, се во понапредната возраст и вообичаено имаат и други придружни заболувања и многу полесно подлегнуваат и завршуваат фатално во првата година после појавата на скршеница на колкот. Да не спомнувам дека лекувањето на скршениците на колкот е изворедно и многу скапо, како кај нас, така и во целиот свет. Јас често знам да кажам дека само 3 вештачки колка на територијата на
општините Делчево и Македонска Каменица ќе ги покријат да бидат бесплатни комплетно сите превентивни прегледи за откривање на остеопороза, како и лекувањето на сите оние кај кои што ќе биде откриена остеопорозата и тоа лекување по најсовремени методи. Значи, рековме дека зборуваме за диагнозата на остеопорозата. Како точно се потврдува, доктор, ке е диагнозата на самата остеопороза? За диагностицирање на остеопорозата, значи прво треба да постои сомнеж за остеопороза, кога пациентот ќе се посомнева дека е изложен на ризик од постоење од остеопороза, би требало да се јави кај сопствениот матичен лекар. Од анамнестичките или од податоците кои што ги дава пациентот, самиот лекар треба да извлече дали пациентот има во семејството друг пациент или друг роднина кој што боледува од истата болест, затоа што ја спомнавме наследноста за остеопороза, значи каква мајка, таква ќерка, таква внука, ако имало скршеници на некој близок член од семејството кој што се резултат на остеопороза, или пак тој самиот се кршел претходно, значи тоа се причини заради кои што тој треба да се посомнева дека кај него има остеопороза и да се јави на преглед. Во текот на самиот физикален преглед кај лекарот, пациентот треба да му биде одредено индексот на телесна маса. Еден куриозитет што се однесува на остеопорозата е тоа дека ова е заболување каде што едно од ретките заболувања каде што пациентот би требало да има поголема телесна маса или телесна тежина. Затоа што лицата со помала телесна тежина од 57 килограми вообичаено се изложени на многу поголем степен на појава на остеопороза во споредба со лицата кои што имаат поголема телесна маса. Значи, оние што се подебелки, барем од ова заболување на некој начин се заштитени. Потоа треба да му се земат лабораториски наоди на пациентот, при што задолжително би требало да биде одредена крвната слика, затоа што лицата кои што се анемични или слабо подхранети со послаба крв се поизложени на ризик од остеопороза, треба да биде одредено нивото на шеќерот во крвта. Диабетичарите исто така се поподложни на остеопороза во споредба со лицата кои што немаат диабет или шеќерна болест. Потоа треба да бидат направени црнодробни анализи, затоа што ние знаеме дека црниот дроб е главна лабораторија на нашиот организам, каде што се одвиваат многу ензимски процеси кои што влијаат на состојбата на организмот и заради тоа треба да биде добро сочувана улогата на црниот дроб како еден вид превенција за лекување на остеопорозата. Маснотиите во крвта исто така се непожелни ако станува збор за покачено ниво на маснотии во крвта. Бубрежните анализи. Значи, лицата кои што имаат засегање на бубрежната функција во смисол на хронично откажување на работата на бубрезите, а особено лицата кои што се лекуваат со хемодиализа, се вообичаено и во многу висок процент, значи над 90% изложени на остеопороза. Овдека се работи за еден посебен вид на остеопороза, кој што се вика ренална остеодистрофија, и морам да напомнам дека кај тие лица и лекувањето на самите промени на коските е поразлично или сосема различно од лекувањето на остеопорозата или оштетувањето кај лица кои што немаат бубрежно засегање. Од особено важење или значење е одредувањето на нивото на калциумот во крвта кај пациентите. Особено јонизираниот калциум. Затоа што напомнавме во првата емисија дека калциумот е еден или од најважните или најважен минерал за градба на коските. Значи, одредувањето на калциумот во крвта е особено важно, затоа што ако нема калциум во крвта, нема што да влезе во коските за тие да станат подсврсти и да биде човекот отпорен на остеопороза. Друга лабораториска анализа, која што е особено важна, а во нашата општина достапна во приватна лабораторија, е одредувањето на коскените маркери.
Тие се посебно важни како за диагностицирање на остеопорозата, исто така и за следење на ефектот на лекувањето на остеопороза. Значи, ако пациентот сме го диагностицирале како остеопороза, сме го ставиле на лекување, тој нареден пат не мора да оди во друг центар за да видиме каков е ефектот на терапијата што му ја даваме, туку со проверка и нивото, одредување на нивото на коскените маркери, можеме да одредиме дали лековите делуваат или пак во која мерка тие делуваат. Што ви е друго најважно за да се потврди дијагнозата за остеопорозата? За уточнување и потврдување на дијагнозата на остеопороза е најважно одредувањето на коскено-минералната густина. Ова одредување на коскено-минералната густина се прави со одредување на густина на коска на централен скелет и одредување на густина на коска на периферен скелет. Одредување на коскено-минерална густина на централен скелет се прави со DEXA скен. Тоа е мало рентгенско зрачење, двојно абсорбциометриска метода, каде што има рентгенско зрачење, меѓутоа тоа не е опасно по животот, иако е присутно. И ова е најточната метода за потврдување на дијагнозата на остеопороза. Меѓутоа, Република Македонија е држава која што е сиромашна во здравствениот сектор, тоа морам да го напомнам, и на територијата на Република Македонија до пред 3-4 години немаше ни еден DEXA апарат во собственост на јавното здравство. Во последниве 2 години состојбата се подобри, меѓутоа ни оддалеку доволно за да можеме да кажеме дека остеопорозата може да се диагностицира по последните препораки од Светска здравствена организација, а за следењето на ефектот од лекувањето и да не правиме збор. Најблизок DEXA апарат во нашиот регион е во Скопје. За разлика од одредување на коскено-минералната густина на периферниот скелет, кај што апаратите се помали по димензија, подвижни и некои фирми и сами, еве конкретно на Македонското здружение за остеопороза, апаратот му е донација, и тој апарат буквално шета по целата држава, секдека кај што ги нема овие апарати, така да можеме да направиме многу ран скрининг или откривање или сомнение за постоење на остеопороза, а резултатите од овој апарат по податоците од Светската здравствена организација и Американското здружение за остеопороза, кој што се смета за број 1 во светот, се многу блиски до DEXA резултатите. Така да можеме да се подпреме на овие апарати, кога немаме, се разбира, пософистицирани кои што на вистина чинат скапо, се подпираме значи на тие резултати и одиме понатака да ги селектираме пациентите со лошиот резултат, да се додиагностицираат и да се лекуваат. Со DEXA апаратите се одредува коскено-минерална густина на колкот, на подлактицата и на пршлените. А со ултразвучните апарати се мери коскената густина на петната коска. Такво мерење неодамна во саботата имаше во Делчево, ако не се лажам. Дали имаше заинтересираност од страна на пациентите и Па вака, јас како представник и активен член на Македонското здружение за остеопороза, главна задача и улога ми е преку предавања, преку радио или телевизиски емисии или директни контакти со пациентите, на некој начин да влијаам да се подигне свеста кај населението за присутноста на ова заболување, да секој маж или жена во понапредната возраст бидат свесни дека постои такво заболување кое што може многу лесно на помлада возраст да се превенира, како не би настапиле оние лоши последици во вид на скршеници, и сум навистина задоволна од мојата активност затоа што одзивот од снимање станува се помасовен, доаѓаат и помлади жени во околу менопаузниот период, кои што се интересираат: докторке, мајка ми имаше скршен кол, дали може јас на време да се
скенирам тука или да се лекувам, што треба да правам, и тоа особено ми причинува задоволство. Значи мојата мисија на некој начин била успешна, па тие луѓе со време доаѓаат на преглед. Така, значи заинтересираноста е зголемена. Во нашиот разговор често ја спомнувам и Светската здравствена организација. Сигурно дека и таа има своји критериуми за остеопорозата. Дали можеме да кажеме кои се тие? Да, за да се постави диагноза на остеопороза или стадиумите кои што и претходат, од Светската здравствена организација се пропишани точно одредени критериуми кои што не смееме да ги занемаруваме, како во амбулантите на матичните лекари, така и во специјалистичко-консултативните амбуланти. Значи, резултат или тој тест скор од минус 1,5 до минус 2,5 е разредување на коската или остеопенија. Се што е повисоко од минус 2,5 сугерира по правило на постоење на остеопороза. Ако пак овие резултати се зачинети или дополнети со присуството на одредени мајорни или минорни знаци за остеопороза, тоа по автоматизам тој човек е изложен на висок ризик или пак болеста ќе му напредува со многу побрзо темпо во споредба со останатата популација кај што не се присутни тие ризик фактори. Се она што е пониско од минус 1, значи дека тој човек досега знаел да си ги чува своите коски и така треба и да продолжи. Значи со секојдневно примање на витамин D, калциум, со физичка активност, како не би се пројавиле знаците или последиците од присуството на остеопороза. Токму така. Терапијата ќе биде наша наредна тема во наредната емисија за лекувањето на остеопорозата, која што се применува најчесто. Јас ви благодарам за ова второ ваше гостување во оваа емисија. Почитувани гледачи, тука завршува вториот дел во кој што разговаравме за остеопорозата со примариус доктор Билјана Велиновска, специјалист во оваа област. А нашата наредна емисија се разбира наредниот четврток во 20 часот. Пријатна вечер. До тогаш.